На средбата во владата на премиерот Емил Димитриев со Хојд Брајан Ји, американскиот заменик помошник на државниот секретар за европски и евроазиски прашања, била истакната заложбата за организирање фер, кредибилни и демократски избори. Соговорниците дадоа силна поддршка на активностите кои ги презема Државната изборна комисија во врска со прочистувањето на избирачкиот список за изборите на 5 јуни, при што премиерот за спроведување на изборите Димитриев истакна дека постои соодветно време за спроведување на прочистувањето на избирачкиот список и посочи дека владата ги реализира сите потреби на Државната изборна комисија и е подготвена за комплетна поддршка на оваа активност врз основа на барањата на Државната изборна комисија, се наведува во соопштението од владиниот прес-центар. Оттаму информираат дека теми за разговор биле реформите, потоа политичката состојба, предизвиците во врска со мигрантската криза, како и интеграцијата на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија. Веруваме дека има време до 5 јуни да се овозможат услови за организирање слободни и фер избори. Сметаме дека има доволно време ако сите чинители ја вршат својата работа и одат кон таа цел. Забележуваме дека се прават напори за да се имплементира договорот од Пржино, изјави гостинот од Соединетите Американски држави по средбата во владата во Скопје. Во врска со мигрантската криза и начините за нејзино менаџирање, соговорниците денеска констатирале дека е потребен заеднички и координиран одговор на целата меѓународна заедница. А проблемот со мигрантите и политичката криза беа во фокусот на разговорите на Хојд Ји и со техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Од министерството соопштуваат дека двајцата соговорници, како што стои во соопштението, се согласиле дека политичката криза во Република Македонија може да се реши само со фер, демократски и кредибилни избори, а сите политички фактори треба да ја поддржат работата на институциите. Се разговарало и за миграцијската криза, активностите и операциите кои се преземаат за справување со неа, соопштуваат од МВР. Министерот за надворешни работи Никола Поповски ја повика Грција да ги отстрани илјадниците баратели на азил кои веќе со денови кампуваат на граничниот премин кај Гевгелија. Во интервју за Associated Press, Поповски вели дека ова би било пред се во интерес на самите мигранти кои треба да бидат сместени во соодветни центри. Ова што го имаме сега не е решение, доколку навистина се грижите за тие луѓе треба да бидат сместени во прифатни центри кои се оспособени да примат толку голем број на луѓе, вели Поповски прашан за импровизираниот камп на грчка страна на преминот Богородица и Домени, каде се проценува дека над 10.000 луѓе чекаат влез во Македонија. Со цел да се спречи хуманитарната криза во Грција, но и регионална нестабилност на Балканот, неопходно е што поскоро територијата на Грција да се испразни од мигранти и од бегалци, но не преку балканската рута, туку со воздушни коридори, порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов на безбедносната конференција на ОПСЕ во Рим. Подготвени сме за сите можни сценарии и ќе постапуваме онака како што постапуваат и другите држави долж бегалската рута, но и државите крајни дестинации, рече Иванов во своето обраќање. Тој уште еднаш повтори дека Македонија не сека да ги доведе во прашање односите со јужниот сосед и дека мора да им се помогне и на двете земји. Австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц во интервју за државната агенција МИА оддава признание на Македонија за пристапот во регулирањето и контролирањето на мигрантската криза и вели дека за нејзино решавање неопходно е Европа повторно да воспостави контрола врз своите надворешни граници. Курц, кој презема водечка улога во справувањето со прашањето на мигрантите и ја отвори понудата за австриска воена поддршка за Македонија во заштита на јужната граница, додава дека пред Европа допрва се предизвиците за интегрирање на досегашниот наплив на мигранти и за справување со безбедносните ризици. Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци, УНХЦР, им предложи денеска на шефовите на земјите членки на Европската Унија план од 6 точки за решавање на бегалската криза, предупредувајќи дека ситуацијата драстично се влошува во Грција, каде се заробени околу 30.000 луѓе. Предлогот на УНХЦР вклучува и воспоставување центри на Европската Унија во секоја држава членка кои треба да превземат одговорност во име на целата Европа за регистрација на луѓето и нивно распоредување според договорениот систем, изјави во Женева портпаролката на агенцијата Мелиса Флеминг. Истовремено, високиот комесар за бегалци Филипо Гранди побара 10% од сириските бегалци да се распоредат ширум светот во следните 3 месеци. Тој изрази надеж дека овој предлог ќе биде потврден на конференцијата на 30 март.
Српскиот председател Томислав Николич денеска потпиша декрет за распуштање на парламентот и распишување на предвремени парламентарни избори на 24 април во Србија, откако коалициската влада предводена од Српската напредна партија соопшти дека има потреба од посилен мандат за да ги направи поефикасни економските реформи и да ги заврши преговорите за влез во Европската унија. Дојде време да ја испитаме поддршката бидејќи реформите се сериозни и тешки и затоа е потребно граѓаните да се изјаснат дали ги поддржуваат реформите или постои некоја подобра идеја или можеби некој друг која заслужува довербата на граѓаните, нагласи српскиот председател Николич.